Мала доверба кај граѓаните, уште помала заинтересираност за клучната позиција во најголемиот суд во Македонија. Само двајца кандидати за претседател на Скопскиот кривичен суд, кога правосудството кубури со доверба и со кадар. Даниела Димовска и Ивица Стефановски во трката за прв човек на Скопскиот кривичен. Поголема транспарентност и отвореност на кривичниот суд за да се врати довербата кај граѓаните или пак судиите да имаат подеднаков број предмети и решавање на старите заглавени процеси. Во судскиот совет одговараа на прашања од членовите и за тоа како ќе ги заштитат судиите доколку пријават политички притисоци. Актуелната ВД председателка Димовска тврди дека за 40% ќе го скрати времето на судските процеси, а сака да имплементира и електронска достава до адвокатите за да нема доцнење или одложување на рочиштата. Јас сум на оваа позиција 10 месеци и сметам дека треба да се постават индикатори што ќе мерат резултати. Горда сум на моите колеги. Предметите за семејно насилство ги завршуваме во просек за 4 месеци. Судиите, особено во кривичниот суд, работат вредно. Во 8 часот сите се веќе на работа со огромен број предмети. Но за жал ние сме многу видливи само кога има негативни вести. Само еден коруптивен случај ја руши довербата во сите нас. Нам ни е преку глава од тие 2%. Судијата Стефановски, познат во јавноста по предметите за Лупчо Палевски Палчо и насилникот од Карпош Стојанче Јовановски, ќе се залага за поголема ажурност, да се скрати траењето на постапките, транспарентност и меѓучовечките односи. Голем проблем за Стефановски е тоа што има неравномерно распределување на предметите. Сметам дека треба да им се даде приоритет на старите предмети, да се намали времето меѓу рочиштата. Тука има простор за поенергичен и посериозен пристап кон ажурноста. Системот ТАКМИС е стар повеќе од 20 години и не препознава сложен или едноставен предмет. Затоа распределбата не овозможува еднаков товар кај судиите. Од судскиот совет вела дека ова е одлична можност да се запознаат со кандидатите за претседател, а за малата заинтересираност вела дека не секој добар судија може да биде и добар менаџер. Целта е, значи, преку изборот на овој претседател да дојде до подобра организација, до поважно судство, да се намали или да си застави зборот долгата правда не е правда. Членовите во судски сега ќе направат рангирање, пошто кандидатите ќе имаат право и на приговори до управниот суд. Доколку нема забелешки, ќе гласаат Димовска или Стефановски да биде нов претседател на Кривичен.